8 часот и 9 минути, денеска е 9 март. Ние продолжуваме сутринскиот брифинг кој има за намера да ви асетира дневната агенда. Мислам дека на линија имаме линкот со нашата колешка Елизабета Стојановска. Елизабета, добро утро. Представни го твојот гостин би и каде се наоѓаш. Добро утро. Сашо, со нас сутринава е директорот на јавното предпријатие Македонски железници, господинот Орхан Муртазани. Добро утро и за вас. Добро утро за вас и за вашите гледачи. Нашите гледачи ќе имаат можност да забележат дека позади нас има возови. Се наоѓаме токму во дворот на предпријатието и имам една новина која што од денеска стартува железничката линија Скопје-Приштина после пауза од една година. Може ли да ни кажете во колку часот тргнува првиот воз? Па вака, првен да информирам јавноста дека ова како линија е замислена пред се за патниците кои што доаѓаат од Приштина во Скопје и тргнува во 7:10 сабајле од Приштина, пристигнува некаде 95-50 или пред 10 во Скопје и се враќа назад во 16:10 тргнува од Скопје и 19:10 треба да биде во Приштина. Оваа железничка линија беше прекината една година. Зошто се случи ваков прекин? Да, прекинот беше пред се заради недостиг на влечни средства. Меѓутоа, како резултат на одредени помали инвестициски потфати, еве сме во можност да ја пуштиме во како се вика во сообраќање првата, односно ова е првата меѓународна линија помеѓу Македонија и Косово. Како што знаете, има една друга меѓународна линија која што сообраќа Приштина, односно Белград, Скопје, Солун. Тоа е сезонска и почнува во јуни и трае до септември. Така да моментално имаме само Приштина Скопје меѓународна железничка линија. Има ли интерес за оваа линија? Има ли патници во овој воз? Па со оглед дека постоеше прекин повеќе од година дена, значи последната недела се трудиме да го зголемиме интересот на патниците, меѓутоа мислам дека со мала посветеност од двете железници од наша страна и од косовска страна, мислам дека ќе има патници, така да наше е да го промовираме како пред се поеколошки превоз, за да граѓаните се навикнат да ја користат и железницата. Ја спомнавте и останатата линија, односно Скопје-Белград и Скопје-Атина. Зошто сезонска е оваа линија? Зошто не размислувате да ја поведете во текот на целата година? Дали нема интерес? Пред се таа зависи од трите железници, српската, нашата и грчката железница. За жал не постои интерес кај трите железници за да може да се одвива превозот. Иначе ние како железници на Република Северна Македонија сме спремни таа линија да ја одржаме и во текот на целата година. Меѓутоа, заради тоа што преку лето има поголем број на туристи пред се наменети за Грција, можеби тоа е една од причините зашто таа линија се обраќа од јуни до септември. Има ли интерес во текот на летниот период? Да, секако дека има. За жал, последните години тенденцијата малце паѓа заради алтернативни други превози, меѓутоа сепак патници има и интересот постои. Она што исто така би било интересно е да се воведат линии и кон западноевропските зими. Дали сте размислувале на оваа тема? Сега за сега не. Многу скоро ќе има една меѓународна конференција каде што ќе се разговарат сите овие теми, меѓутоа има еден логистички проблем, а тоа е реконструкцијата на најголем дел од железничката мрежа во Србија и заради тоа ова и наредната година нема да бидеме во можност да размислуваме за нешто поконкретно. Каков е вашиот впечаток во однос на железничкиот сообраќај во конкретно во Македонија? Дали се користи редовно, дали е квалитетен, дали новите возови кои што пред неколку години пристигна го зголемија интересот за користење на воз? Секако дека да. Ние ланската година ја завршивме со 550.000 патници, што за наши услови е сепак солидна бројка. Новите возови секако дека служат. Тие некако и привлекуваат повеќе патници, бидејќи условите во нив се подобри. Да имаме уште малце повеќе влечни средства во располагање, би имало и почести возови, а почестите возови мислат и повеќе алтернативи за граѓаните. Една голема предност е што железничката станица е во центарот на Скопје и особено патниците кои што доаѓаат од градовите надвор од Скопје полесно се одлучуваат за железницата, бидејќи на тој начин одат во срцето на градот и имаат полесен пристап до институциите или до тама каде што имаат работа. Дали се во функција оние возови со спални соби? Секако дека да, тие се наменети за тој меѓународен воз Белград, Скопје, Солун и се користат за тој временски период. Благодарам многу за денешното вклучување во утренски брифинг. Благодарам. Студио? Елизабета, благодарам за разговорот.
Така е, се одјавуваме од таа локација, така да што разговаравте со Орхан Муртазани, директорот на Македонски железници. Имаше едно време еден филм кој се викаше Пас кој е волеа возове. Во Македонија очигледно ќе причекаме барем уште 2-3 години за позначајни меѓународни железнички линии, бидејќи како што слушнавме и од директорот Муртазани, возовите се движат споро кон север заради реконструкциите на пругите во Република Србија, кои што ќе се одвиваат во наредните 2 години. А нашите врски со Албанија и со Бугарија во железничка смисла никогаш не профункционираа, но се потрошија доволно средства да се направат белки 3-4 паралелни колосеци кон овие две земји, така што ќе видиме како ќе се одвива целата таа работа во годините што доаѓаат.